Новиот систем за влез-излез на Европската унија ги затна граничните премини за патниците од Македонија пред летната сезона. Има ли македонскиот туризам можности и капацитети да им понуди алтернативни решенија на домашните туристи или тие летово ќе ги полнат плажите во Албанија, Црна Гора, Турција? Македонскиот туристички сектор минатата година забележал зголемување на бројот на гости споредено со 2024 година за 6%, односно бројот на туристи бил 1.330.000, од кои странски туристи за 10% повеќе од претходната година, но 2% помалку домашни гости. Но овие бројки не значат и сразмерно зголемување на бројот на остварени ноќевања. Дали новата стратегија за развојот на туризмот, која од подамна се најавува, а никако да се изготви, ќе понуди решение за овој проблем? Колку при тоа се искористени различните потенцијали кои ги нуди земјата, археолошките, културните локалитети, гастрономијата, зелениот туризам или сите добитни карти се ставени пред се на Охрид и Скопје. Во 2026 државата предвидела околу 3 милиони евра за поддршка и промоција на македонскиот туризам, од кои 2,5 милиони за субвенционирање на странски туристи, а околу 600.000 евра за промоција. Само за споредба, Србија издвојува околу 15 милиони евра, а Албанија околу 1,8 милиони евра за промовирање на својот туризам. Си има ли план и визија туристичкиот бизнис во Македонија да застане на стабилни нозе и да биде носечка приходна гранка или од година во година ќе се повторуваат слабостите и ќе се затскриваат недостатоците? Добра вечер, јас сум Тамара Грчаровска и со представувањето на моите гости и со дебатата околу туризмот и неговата иднина веднаш по првиот блок реклами. Назад сме во студиото и почнуваме со дебатата и да ги представам моите гости. Ќе почнам од дамите. Од мојата лева страна е професорот доктор Татјана Бошков, редовен професор на Факултетот за туризам и бизнис логистика при Универзитетот Гоце Делчев во Штип, инаку во два наврати, во два мандати декан на истиот факултет. Добра вечер за вас. Добра вечер, благодарам на поканата. Да. Господја Мимоза Кунеска, собственик и главен менаџер на Војажер туристик сервис. Добра вечер и за вас. Добра вечер. И господинот Аркан Керим, председател на Туристичко-гостителската комора при Сојузот на стопански комори на Македонија. Добра вечер и за вас, господин Керим. Добра вечер, благодарам на поканата. И првото прашање е за вас. Пред 2 дена разговаравме телефонски за околу олабувањето на системот за влез-излез на Европската унија во поглед на Грција. Вие изразивте оптимизам дека тоа за Македонија ќе биде направено, дека македонските туристи олеснето ќе можат да влегуваат во Грција. Врз што се заснова тој ваш оптимизам, најава дека тоа ќе се случи? Видете сега, ние сме во директен контакт со грчките власти, со Министерството за туризам на Грција и испративме едно убаво барање во кое што ги образложивме сите тие работи кои што мислиме дека треба да се решат пред почетокот на сезоната. Денови имаше шпекулации од страна на српските туристички агенции дека се ослободени српските туристи од ЕС системот, меѓутоа тоа е шпекулација. Единствено се суспендирани британските туристи, поради тоа што британските туристи носат 4,5 милиарди евра на грчкото туристичко стопанство, меѓутоа и покрај тоа што се суспендирани имаат сега проблем, бидејќи долгите летови над 2 часа се сега проблем со керозинот. И се до тоа, значи, не става во подобра позиција да и ние, и српските граѓани, во пресред на туристичката сезона бидеме изземени. И ако не бидеме официјално изземени, ние ќе бидеме адхок, значи, кој ќе има гужви на границите, ќе биде иземен системот. Ова е удар врз викенд туристите, значи, што патуваат во Грција. Овој систем, да. Зошто сега, например, јас пресметавме, негде околу 250.000 туристи се тоа. Тоа се истите туристи кои што одат викенд четврток, недела или петок, понеделник во Грција и они, значи, ќе бидат засегнати со овој систем. Иначе другите кои што одат, кои што имаат своји куќи, своји станови, кои што имаат своји приколици, они секако ќе одат и ако треба ќе чекаат по повеќе часови, ќе поминат границата. Меѓутоа, ова ќе ги засегне тие викенд туристи кои што беа неопределени кај ќе патуваат за
викендите и сето тоа е една шанса за македонското туристичко стопанство да со убави понуди, што ќе разговараме, да се пренасочат, место да одат да чекаат повеќе часови на граница, да одат да уживаат во Охрид, во Струга, во Дојран, на Преспа, во Битола и сите убави тие наши локалитети што ги имаме. Затоа сум оптимист дека Грција кој ќе види колку е колку е голем удар овој економски удар, бидејќи 1.200.000 македонски граѓани годишно посетуваат Грција, тогаш ќе мислам дека ќе сакаат и они да на некој начин да го суспендираат системот за побрз проток на патниците, бидејќи кога се најавуваше овој систем, рекоа дека еднаш кога се слика, значи, граѓанинот и потоа само со отисок на границата се забележува дека е влезен во Европска унија. Меѓутоа сега во пракса гледаме дека не е така и тоа е еден проблем. На секој влез-излез се слика, сите патници излегуваат од кола, па додека се едно 4-члено семејство, 4 души, една кола ќе искочат 10 минути губат. Значи тоа е во еден час 6 коли да пројдат. Ако има, значи, 50-60.000 патници, тогаш тоа ќе се чека со часови. Детските болести на системот. Детските болести. Затоа овој викенд видовме за 1 мај дека отприлика околу 40-50.000 македонски граѓани го избегнаа викендот во Грција, отидоа во Македонија, отидоа во Охрид, бидејќи не сака да чекат на граница и затоа немаше подолги застои од 4 до 5 часа, што е окей. Не е некоја голема оваква. Нашите сценарија се до 12 до 14 часа. Во најлошо сценарија. Тоа се и 4-5 часа се многу, 12 часа се за да се влезе, посебно за краток период е премногу. Ќе зборуваме за алтернативите малку подолу. Би ја прашала сега госпоѓа Кунеска дали ви организирате многу тури и аранжмани имате за Грција, но и други европски дестинации, дали воведувањето на овој ЕС систем, така кратенката е, значи за влез и излез, може да предизвика пренасочување на туристите и дали веќе го прави тоа? Во овој момент и оние празници што беа претходно и овој вклучително, најголемите дел од турите беа продадени. Авионските тури нема поголеми чекања од вообичаеното кога почна да функционира овој систем, затоа што на аеродромите има компјутеризирани системи и самата пасошка контрола побрзо го врши овој систем. Проблем се автобуските граници и автомобилските, каде што заради долгата колона на возила и поспорото сликање, тука повеќе е проблемот. Сепак во организираните тури со автобуси на туристичките агенции имаат посебна линија на поминување, каде што туристите побрзо поминуваат. Во смисол на патувањата за Европа во овој период, вклучително со оваа последна тура за 1 мај, бевме сведок конкретно во Полска, каде што дел од туристите беа изземени од тој систем на ЕС поради подолгото чекање. Значи, тоа што се зборуваше дека ќе функционира во пракса и така ќе биде. Во моментот кога 3 авиони слетаат од земји кои што не се во Европска унија и се створи блок на целиот тој терминал каде што се слетува, се пренасочија патниците кон директна пасошка контрола, каде што побрзо одеше системот. Значи, тоа што беше најавено, нема суспензија на ЕС системот, меѓутоа има облажување во смисол кога ќе има поголеми гужви на самите граници, адхок, да. Што е за поздравување, имајќи во предвид дека летната сезона и поголемите чартер групи на европските дестинации, најмногу продаваната дестинација Грција, туку што почнува да е во најголемата гужва. Професорке Бошков, прашањето за вас е дали Македонија има план Б за туризмот во услови на кризи и отежнати ситуации како еве во што се случува сега со ЕС системот и како македонскиот туризам или турист да се заштити од вакво нешто. Ете, не можеме да се земаме од тој систем, но ете дали постојат алтернативи кои можат да му понудат нешто друго? Апсолутно, сите овие кризи кои што се случуваат, всушност се настапуваат како една двојна бариера, би рекла.
Оно што е проблемот со керозинот и цената на нафтата влие врз авиокомпаниите, значи врз авионскиот сообраќај, додека сето она што претходно нели соговорниците го кажаа со ЕС системот на Европската унија имаме бариера која што се однесува на временски трошоци. Значи имаме и финансиски временски трошоци каде што нашиот граѓанин или туристот, дали ќе биде домашен, односно странски, или треба да биде транзитен турист низ Македонија, е ставен пред одлуката да бира како ќе го искористи своето време. Апсолутно јас тука нормално препорачувам дека ние и тоа како имаме потенцијал од аспект на домашниот туризам. Сметам дека не треба 70% како што велат бројките на Светска банка да бидат сконцентрирани туристите само во Скопје и Охрид. Ние имаме и тоа како гастрономски туризам, креативен, културен туризам, авантуристички туризам, така што сметам дека на овој начин можеби оваа криза ќе ни помогне многу повеќе да ја запознаеме нашата земја, нашите потенцијали, а се разбира ова е од големо значење и за домашната економија. Оно што би сакала да го потенцирам е дека кризата сама по себе не можеме да предвидиме кога таа ќе заврши, но апсолутно ние можеме да направиме пренасочување на туристите кои што биле заинтересирани за тие дестинации, сега да бидат прелијани кон Западен Балкан, а Македонија како дел од Западен Балкан со регионално брендирање и вмрежување да понуди и да биде дел од таа туристичка понуда која што ќе биде за странците. За домашните туристи, како што спомна и моите соговорници, верувам дека викенд туристите апсолутно ќе одберат опцијата, алтернативата да одморат во убавините на нашата Македонија. Но и како што е адхок ситуацијата по границите, мене ми изгледа дека и ние адхок ќе ги решаваме овие работи. За сега нема некаков конкретен план и стратегија, но малку подолу за стратегијата, освен овој систем, туристичката дејност моментов е погодена, професорката начна ја отвори таа тема околу керозинот, поточно горивото, поради случувањето околу Иран и Ормудскиот теснец. Дали се откажуваат аранжмани, дали се наплаќаат картите веќе аранжмани, па сега ќе треба туристите или луѓето кои се уплатиле аранжман поради зголемување 2,5 пати, ако не се лажаме, зголемен цената на керозинот да доплаќаат. Што се случува со таа криза? Колку таа ќе влие врз македонскиот турист, особено тие што ќе го користат авионскиот превоз за надвор? Туризмот не е прв пат да биде погоден од одредени кризи, значи ја надмина пандемијата, одредени војни, временски непогоди, поплави, се и се што. И се зголемува туризмот, да не се лажеме, да. И се зголемува туризмот секој пат, значи секој пат таа криза после војната потрани кој 10 дена, кога сите бевме во неизвестност, конкретно ние Дубај многу го работиме, една од најпродаваните дестинации за нашата агенција во тој период од 10 дена. Сега не, затоа што веќе не е ни сезона, и во моментот кога беше војната, значи тоа беа најпродаваните месеци. Февруари, март имаше само во нашата агенција над 400 патници букирани за овие две дестинации. Меѓутоа, и тука гледаме дека многу е битно уплатата и резервацијата да дојде преку лиценцирани агенции, затоа што во рокот една недела тие туристи беа рефундирани целокупно, значи со смештај, авионски карти и така натаму, од наша страна, која што исто ние добивме од нашите партнери. И тука е пред се предноста за букирање преку лиценцирани агенции. Понатаму, како се движеше кризата, значи имаше, да речем, одреден период кога имаше затишје, кога немаше нити резервации, нити откажувања. Самите договори што се склучуваат со патниците си подлежат на точно напоменати услови за отказ и резервација, кои што се во одредени случаи доста флексибилни, затоа што ние имаме договори со високобуџетни компании, типот на Turkish, Austrian Airlines, на Lufthansa и така натаму, а во
во врска со чартер летовите подлежат на други договори поединечни. Така да имаше само еден одреден период кога немаше букирање, како започна овото време и празниците, нели Бајрам, па Великден, 1 мај, резервациите не само што не се откажуваа, туку се бараше место повеќе. И за Грција, за Европа, за Турција и така натаму. Како сега цената на авионските билети или аранжмани ќе влие врз аранжманите, или дали очекувате пренасочување од авионски превоз ја повеќе по копнен превоз? Например, да се решат луѓето да патуваат со спекулација, затоа што во овој момент покачување на авионските билети нема. Има во најава, затоа што нафтата, цената на керозинот нели рипа, се симнува, се стабилизира, меѓутоа целото тоа го балансираат и авиокомпаниите и туроператорите во смисол на да нема поголем број на откажувања. Заради тоа можеби овој early booking период за патниците е поволен затоа што нема корекција на цената за авионските аранжмани во смисол на чартер летовите. Значи што е подпишано, што е понудено, така и останува. А може да се очекува да има промени? Очекуваме, меѓутоа знаете дека таа цена во рамките на одредени чартер компании се максимум до 8%, за така да не е ни некоја драстична сума од што би се било зголемување. Не е тоа што се шпекулира дека ќе биде дупло, тродупло и така натаму, можеби тоа на долгите летови и на комерцијалните. На чартер летовите на што е договорено во овој момент нема отстапување на цената. И заради тоа и се полни тие летови и тие аранжмани. Господине Керим, хотелирите, гостителите се директно зависи од енергенсите во својата работа. Ако цената на нафтата продолжи да расте или овие цени што ги има сега, дали е реално да очекуваме изголемување на цената на хотелските услуги, на хотелското сместување, зборувам кај нас, во Македонија. И можат ли хотелите да ги издржат тие трошоци без енормно или наеднаш зголемување на цените? Не се проблем енергенсите. Енергенсите, сведоци сме, се најевтини во Европа, кај нас во Македонија, дури сите соседни држави доаѓаат да полнат гориво кај нас. Проблем се да не поскапат прехранбените производи. Ако поскапат прехранбените производи, тогаш ќе поскапат цените на услугите и во рестораните и во хотелите. Тоа е малце симптоматично и се надеваме дека ќе се регулира све. Иначе за... Да, но тоа е врзано. Ако скокне цената на бензинот, ќе скокне на превозот на храната, на производството. За сега, значи, немаме некои покачувања, бидејќи ги пратиме цените. Цените се како што... Не очекувате да се... Па сега не знаеме зависи како ќе се движат. Све зависи од претседателот на Америка. Дали како ќе стане, дали вечерта ќе каже нешто или сабајлето нешто друго ќе каже, берзите играат, скокаат, прават, сведоци сме, значи гледаме дека е ова, значи економска војна би ја нарекол. Европа каска со проблем со керозинот, нема, значи авиокомпаниите, еве денеска откажаа 13.000 летови, значи во Европа се откажаа. Turkish Airlines, Lufthansa, Austrian Airlines откажаа 13.000 лета само денеска. Значи тие што немаат економска оправданост ги откажуваат. Дали ќе се откажат или ќе има проблеми кај нас, се надаме не. Ние сме оптимисти. Меѓутоа, ако продолжи ова сценарио навечер рипа берзата, сабајлето се менува, се може се очекува. Ние мора да го имаме и тоа во предвид, бидејќи форс мајоре, виша сила е, значи не е до нас, не зависи до нас. И затоа е малце симптоматично да прогнозираме што ќе се случува кога ништо не зависи од нас. Од една страна, војната Украина-Русија ги блокира руските енергенси кон Европа, од друга страна, Иран и, како се вика, Америка, војната, де се смируваат, де не се смируваат. Денеска Сабајлево падна под $100, пример, барел од нафта, одма после тоа американскиот претседател кажа две реченици, пак се качи на $103. Значи не можеме да предвидиме што се случува. Керозинот е поскапен енормно, дупло, значи од 28 февруари до денеска е дупло поскапен и затоа сега, значи, авиокомпаниите прават кризен менеджмент, планираат што, како, за да ги скратат трошоците, да немаат големи загуби, бидејќи ова е голема игра во која што
може многу авиокомпании да бидат засегнати. Сведоци сме пред неколку дена во Америка Spirit Airlines згасна авиокомпанија со 200 авиони, не може да го поднесат тоа стампедо, значи и ја изгасија фирмата, значи прогласија банкрот. Страф ми е дека и во Европа ќе има неколку авиокомпании кои што ќе се случи ова сценарио, бидејќи не може да ги издржат овие трошоци. Знаете, ова е све врзано како сат. Де се покачи, одма ќе има проблеми. Тие летови што се над 1 час се проблематични, бидејќи многу гориво се троши во авионите. И затоа ние сме оптимисти. Ние се гледаме оптимистички на целата работа. Почна сезоната, гледаме да биде све како што треба. Меѓутоа, мора да бидеме спремни на сценарио А, Б, С. Бошков, како ја зборуваме за растот на трошоците на горивата, а македонскиот модел е за привлекување на туристи се базира многу на субвенционирање на странски туристи преку чартер летови. Ќе мора ли да се зголемуваат субвенциите или за да се задржат постојните линии? Како ја гледате иднината на овој начин на субвенционирање на туризмот и што ако почнат да се откажуваат и оние нискобуџетни линии со кои македонските пак граѓани многу шетаа низ Европа? Што ќе се случи тогаш и дали можеби ќе го пренасочиме туризмот од авионски на, како што ја прашаве господја Кунеска, на земјен туризам? Вака, Ива, најнапред би се надоврзала на господинот Керим, дека дури и менаџерите кои што се на авиокомпаниите на Западен Балкан реагираат дека треба да бидат многу повеќе слушнати на глобално ниво за тоа како се одвиваат ситуацијата во авионскиот сообраќај. Така, например, е доста познати воздухопловен експерт е Стјепан Белик, кој што вели дека многу е полесно за големите авиокомпании како ќе исхендлаат сета ова ситуација, бидејќи тие всушност хеџираат, односно купуваат горива по однапред фиксни цени, но додека тоа е проблем за малите авиокомпании. Исто така, мислам дека еден сигнал кој што треба да се размислува е изјавата на господинот Бирол, кој што е директор на Меѓународната агенција за енергетика, кој што за француското списание Le Figaro, таму може да се најде неговото интервју, вели дека сите кризи кои што се поврзани со енергенсите од 1972, 79, 2022 заедно не прават таква штета како што имаме сега во 2026 година. Значи, самата блокада која што се случува на Ормудскиот теснец предизвикува такви загуби, бидејќи 20% од светската трговија со нафта минува токму тука. Што значи, ако имаме во предвид дека 30% од оперативните трошоци на авиокомпаниите се за керозин, тоа значи дека се очекува зголемување за 15 до 30%. Иако нели во моментот ние се држиме до оптимистичките сценарија, меѓутоа мора да ги анализираме сите случувања, движења кои што се наоѓаат во авиокомпаниите и она што се спомна како господинот Керим како кризен менеджмент е прашање кое што ние треба да го имаме, заради тоа што еден таков мониторинг ќе ни каже како или каде треба да се пренасочуваме и како да се организираме. Се разбира, ваквите пренасочувања на авионските летови, бидејќи таму каде што има војна, тој воздушен простор е затворен, што значи ќе има прелетувања или рераутинг, како што го кажуваат, што може би најверојатно е дека ќе предизвика подолг лет, што ќе значи и поскапо. Како што спомна и господинот Керим, тоа е едната ставка каде што имаме зголемување на трошоците, но се разбира ќе имаме забрзување на инфлацијата, како и зголемување на цените на добрите услугите кои што ќе се дават во угостителството и хотелиерството. Од една страна, значи сите овие сума сумарум надворешни и внатрешни фактори, регулаторни, политички фактори ќе направат да ние навистина се сосредоточиме
дојдеме, размислиме сами како сакаме да го поминеме или да го доживееме туристичкото искуство и предпоставувам, мојата предпоставка во однос на глобалните извештаи е дека кои што ја детектираат и анализираат сегашната состојба, дека голем број од патниците наместо авионскиот ќе го одберат патничкиот сообраќај, така што тука алудирам на ова голема можност која што и предстои на Македонија во креирањето на туристичката понуда која што треба да му ја даде и на домашниот турист и на странскиот турист. А за подалечните странски туристи дефинитивно станувам на ставот на едно регионално поврзување како Македонија дел од Западен Балкан. Значи достапноста да си ја мериме од сега па натака, да кажеме, преку автобускиот превоз, железничкиот кој за сега, нели? Да, сето тоа е во не е баш многу развиен на штета на авионскиот со, како што кажувате, ако продолжат ваквите случувања. Ке се префрлам од проблемите надвор, проблемите внатре. Кои се болните точки на македонскиот туризам? Прашање до двајцата, господи Конеска, вие прва. Ние сме повеќе за одгоен туризам, значи работиме надворешен туризам, праќаме туристи од Македонија. Но и таму има болни точки. Има болни точки и има целосно болен период, меѓутоа агенциите се тука, уште еднаш напоменувам, што е многу битно, во сите овие кризни ситуации. Еве, например, индивидуалниот патник, доколку букира сам, го гледаме само сега моментално хаосот со Booking.com и извлечени податоци од Booking на патници што сами букираат. Имаме тој момент неколку 3 дена уназад, да речеме. Имаме проблемот со индивидуално букирање на карти. Значи проблемот за решавање на туристичките проблеми првично го гледам во фелата на туристичките агенции, што има одлични агенции со долгогодишно искуство тука. Имаме одлични корпорации кои што заеднички функционираат како тела за сите тие агенции заедно, каде што доколку на удар дојде туристот, дел од трошоците ги преземаат туроператорите, агенциите и така натаму. Никогаш ни еден турист од легитимна туристичка агенција со долгогодишно искуство нема да биде оставен надвор. Ниту еден турист ќе биде заштитен исто за излез од Македонија во смисол на отказни услови, на промени на летовите, на откажување на авиокомпаниите. Заради тоа, како и за време на пандемијата, сега е уште еден момент да се напомене дека туристите треба да користат лиценцирани туристички агенции. Гледаме секојдневно. Господине Керим, болните точки на македонскиот туризам? Ние немаме правила на игра. Кратката листа. Ние немаме правила на игра. И за outgoing, и за incoming немаме правила на игра, за жал. 15 години се боревме да добиеме министерство. Го добивме. Сега, значи, ги имаме правилата на игра кои што треба да се зацртаат и за outgoing, и за incoming. Јас уште пред 10 години тогаш велев дека туристичките агенции, сериозните, треба да се класифицираат во Министерство за туризам и култура и да си остават банкарска гаранција од 100.000 евра. Сите ме правеа, не може ова, не може ова. Нема заштита, бидејќи доаѓа човек со 200-300 евра, отвара агенција и прави проблем од 100 до 200.000 евра, ги остава луѓето на улица и после цел сектор пати ради тоа. Значи, јас сум паталец, не сум гаталец, ја ги кажувам реално ситуацијата. Најдобро ќе биде, значи, да се направи тако едно сегментирање, а лиценца сакаш да отвориш повели на државата, на Министерството туризам, депонирај му банкарска гаранција од 100.000 евра, ќе знаеме дека си сериозен. Кај што ќе ги пратиш патниците, ќе ги вратиш. Тоа е за outgoing. За incoming имаме многу проблеми. Имаме во Скопје само 3.000 нерегистрирани станови кои што не плаќаат никаков данок. Сега во координација со УЈП и со пазарната инспекција сакаме барем да плаќаат данок и да плаќаат давачки. Го рушат пазарот. Значи, верувате ли, во сред сезона за 25 евра четворособен стан го изнајмуваат и како можеш ти како хотел да се бориш со таа нелојална конкуренција? Не може, мислам, немаме никаква заштита. Затоа после се чудиме зашто нема нови инвестиции, нови хотели, ново какво. Треба државата, треба да направи ферплей игра за сите. Значи, треба Airbnb и букингот, кај што се даваат апартмани, тие да се стават под ред, да стават вработени, да плаќаат данок, да плаќаат туристичка такса, ништо не плаќаат.
Категоризација нема шанси, ништо нема. Значи човекот си го купил станот и си го изнајмува 25, 30, 40 евра на ден. Колку да не седи празен? Да не седи празен, си зима парите, не ги ни пријавува, нема ни туристичка такса, нема евиденција, вие ги гледаме 1.300.000 што стигнале, а 3 милиони туристи се пројдени кроз двата аеродрома. Кај се уште 1.700.000? Значи бројката е многу поголема. Статистика немаме, бидејќи немаме евиденција. Ако не се стават правила на игра, џабе е све, џабе се мачиме, џабе е све. Ние сега се спремаме за голема манифестација за 2 години од сега. Значи Скопје ќе биде европски центар на град на културата, значи ќе биде сите дешавања ќе бидат овде, а ние немаме правила на игра. За правилата на игра, затоа ве прашав за слабите точки или болните точки на македонскиот туризам и инкам и ауткам. За да ја прашам професор Бошкова, вие сте дел од работната група која треба да изготви стратегијата за развој на туризмот. Дали ќе се опфатат сите овие работи и кои ќе бидат клучните 3 елементи кои според вас треба да бидат носечки за туризмот, иднината на туризмот во Македонија? Така. Стратегија која што долго се очекуваше, да, и навистина ни е потребна. Јас верувам дека силно што ние го планираме, што сакаме да го претвориме во активност, не дека сум професор, делни или сум во образованието, но сметам дека треба да има една систематизација каде што тоа што ќе се срочи систематски, систематизирано, каде што ќе подложи на истражување, анализи, детекција на состојбите и врз основа на тоа да се најдат и направат најдобрите чекори и сите превентивни и корективни мерки. Да ги кажуваат проблемите. Вие ќе треба да ги сублимирате и да понудите решение. Да ги сублимираме и добрата страна е што сите тие се вклучени во изготвувањето на стратегијата, бидејќи гласот мора да се чуе на сите за да бидеме подобри, бидејќи на крајот на денот тоа е од интерес на Македонија, на сите нас како граѓани. Стратегијата дека е потребен како документ, да, и секогаш се осврнуваме на 3 елементи, клучни елементи кои што треба да ја развијат економијата на туризмот, а тоа е понудата на туризмот, услугата на туризмот, но и содржината, односно ресурсите со кои што располага туризмот. Верувам дека секоја економија, како што ги анализирав земјите на Западен Балкан, си имаат за тоа како субвенционираат и што прават за да го поддржат домашниот туризам или воопшто туризмот, тие се подпираат на своите стратегии. Така, например, една Албанија нуди многу повеќе фискална поддршка и субвенции за сите оние инвеститори кои што сакаат да дојдат. Црна Гора ги ослободува од плаќања сите оние на пристаништата Порто Монтенегро. Хрватска многу повеќе сега е насочена кон искористување на зелената транзиција преку европските фондови и Србија имаме субвенции кои што ги дава спрема градскиот туризам и конгресниот туризам. Поготово имав прилика да бидам дел од настан кој што се однесува на предприемништво, мала дегресија во пресрет на Експо. Навистина тоа што се вложува и што се гради, таа една значи бев сведок колку тие сакаат и секојдневно нели од медиумите да го свртат светот, да го свртат неговото вниманието на светот и да покажат со што располагаат и се разбира тоа вмрежување да даде поголема продуктивност и профитабилност. Кога сме кај нашата стратегија, апсолутно ме радува што се работи на инфраструктурата, бидејќи ние не можеме да зборуваме за модерен туризам ако немаме добра инфраструктура. Не е во ред во 21. век Охрид да биде ставен под знак прашалник на Danger листа. Не е во ред странските туристи да реагираат на тоа колку ние сме урбанизирани или не, односно колку имаме диви депони. Велам дека треба да има зелени такси, треба да има што поголема одговорност пред се од нас самите и да биде тоа почитувано од сите. За жал, развојот на културата е еден бавен процес, но верувам дека преку превентивни, корективни мерки ние ќе можеме да бидеме сведоци на резултати. Она што би сакала да го споменам е дека
мора, дефинитивно ќе ги опфатиме сите оние препораки кои што ги имаме од Светска банка, а тоа се однесува на што поголема дигитализација, што поголема одржливост и оно што Светска банка многу повеќе го преферира е тоа националната економија во својата стратегија да има прекогранично дејствување. Значи заеднички така што го зборувавте. Да. Исто така во одреден дел да се развива смарт туризам. Значи дигитализацијата во 21 век мора да не биде број 1. Тој развој на иновацијски шеми, проширување, регионално брендирање е нешто за кое што ние работиме, ќе работиме и да ги искористиме сите потенцијали со кои што ќе се представиме на туристичката мапа. Она што е главната порака од Светска банка, за кој што ние сме согласни, сите овие потенцијали мораме да ги сумираме заедно во една симбиоза која што ќе отсликаат она што се вика менеджмент на дестинации или управување со дестинациите. Нам ни треба градење приказна или имидж на дестинацијата. Ова се вака убаво звучи, веруваме дека на хартија кога работната група ќе го стави ќе биде, но колку сме подготвени ние од се ова што го кажа професор Бошков да се реализира. Што според вас е клучното што треба да се направи за да се придвижи оваа гранка како водечка, една од водечките за приходи во Македонија? Ние сме најспремни од сите. Ние бевме и пред Албанија, и пред Србија, и пред Бугарија бевме, можам да кажам слободно, меѓутоа се они не пројдоа. До пред 10 години ние бевме лидери во туризмот, значи на овој дел од Балканот. Меѓутоа сега, значи, како што кажа професорката, треба да се направи една стратегија во која што ќе биде успешна. Дали ќе сакаме, пример, во Охрид да имаме турбофолк или ќе сакаме да имаме врвни пејачи од светска класа, кој што е вакво. Зашто према тоа ќе се дефинира какви туристи ќе имаш во една дестинација. Второ, значи ние немаме настани. Треба да се направат фестивали, треба да се направат интересни работи што ќе привлечат странски туристи, што ќе привлечат и македонски туристи да одат едно во друго место. Тоа го немаме, значи како план програм треба да се направи визија за македонскиот туризам од 2026 до 2036. Што се планира, како се планира. Први почнавме со субвенции, кога почнавме пред 15 години, субвенциите дадоа плод. Имавме феноменални кампањи на CNN, Евроспорт, значи секој дозна за Македонија, сите дојдоа, видоа како требаше, што требаше. Хотелите се реновира, се направија нови убави ресорти во Скопје, во Гевгелија, во Охрид. Значи сите тие работи се спремија, меѓутоа немаме сега нова една стратегија со која што ќе привлекуваме поголем број на туристи. Ние, како што кажавте, имаме само 500 до 600.000 евра пари за промоција на Македонија. Имаме буџет од околу 5,6 милиарди евра. Значи, само 500.000 евра одат за промоција на туризмот. Верувајте ми, значи, ние можеме да стигнеме до 1 милиарда евра приход во македонското стопанство, а вложуваме само 500.000 евра. Бројките што ги кажавте за Албанија и за Србија, мислам дека се многу поголеми. Ви ги кажавте сконцентрирано, меѓутоа Албанија само ланската година беше партнер на ИТБ, најголемиот светски сајм за туризам во Берлин. Мислам дека плати околу 10 или 12 милиони евра, не ме држате за збор, за промоција на тоа. Секоја година даваат пари за културни програми што одат во Шпанија, во Франција и во Италија, во врска со Албанија. Само во првите 3 месеци Албанија посетиле 2 милиони туристи. Сите тие емисии што ги прават, се тоа стратешки направено. Ние тоа го немаме. Ние треба да направиме стратешки. Галичката свадба. Дека февруари околу 50.000 туристи има во оваа година. 2 милиони. Албанија во зима нема море, значи има културен туризам. Така е, ова стратегија во суштина треба да овозможи да немаме концентрација на туризам само 2 месеци, сезонски, туку да има една целогодишна програма која што ќе овозможи на туристите и верувам дека тоа ќе
тоа ќе биде само единствено во наш интерес за зголемување на девизниот прилив, бидејќи ваквите манифестации носат туристи со висок буџет. Дури и најновите истражувања покажуваат дека сегашниот турист, неговата психологија не е дека сака доди само да плива или да ские во време на зимата, во зимските периоди, туку тој сака да искуси, сака автентично, сака добра храна, сака добро вино, така што сето тоа таквите културни манифестации можат само да овозможат во текот на целата година да имаме туристичка понуда и да бидеме атрактивни за странците, па и за нас. И секогаш теоријата со праксата одат заедно, нели? Да, тоа сакав да ме прашам, како е теоријата со праксата. Ова феноменално звучи на хартија и во зборување, меѓутоа никој не очекуваше војна, никој не очекуваше оваа економска криза, така да сите туроператори и сите авиокомпании, генерално државите се спремаат во Значи сите тие саеми што беа планирани, европски, да речам Мадрид, Берлин, огромни саеми, нивните проекции сега се на друго ниво. Така да сите овие теоретски истражувања и погледи мораме да ги решаваме ад хок во пракса. Гледаме дека ние конкретно имаме премногу барања за конференции во целиот овој регион, заради одредени откази на конференции на далечен исток и другите далечни дестинации, многу се случуваат сега конференции регионално. Значи, ад хок имаме можност да искористиме одредена ситуација и клима за целиот наш регион, што мора да се действува сега и одма. И ние не сметавме дека најдобрите месеци за Дубај ќе бидат откажани, па моравме да се свртиме кон Европа. За време на пандемијата се свртивме кон Албанија и Македонија. Истото сега го планираме за регионот да биде, меѓутоа попатно се отварат многу нови дестинации како опција, на што македонскиот турист секогаш е отворен за препорака. Ке се надоврзам на професор Бушков, ке ве прашам вас, кој е профилот на модерниот турист денеска, или дали може треба да развиваме масовен туризам или може би искуствен, елитен, најде да не го наречам елитен, но туку специфични форми на туризам, може би помалку гости, но со поголем прилив. Бидејќи еве си кажа во најавата, не може би имаме поголем број на гости, но не ни се зголемуваат ноќевањата во Македонија. Тие се под две ноќи за странските туристи. Да, но доколку имаме повеќе програми со повеќе денови, тогаш тоа ќе биде полесно продадено, нели? Туристите го земаат тоа што ќе биде понудено маркетиншки подобро со поповолна цена. Апсолутно, ако подолга програма има одлична цена за целиот овој регион, секој туриста ќе го земе со задоволство. Може ли Македонија индивидуално да го направи тоа или сепак мора регионално да се поврзе и регионални тури да се полесната варијанта? За време на короната и сега веќе се излегува со одредени понуди. Никогаш не сме имале повеќе понуди за Македонија за Великден и за 1 мај од сега. Одлични пакет аранжмани за Крушево, Маврово, Охрид, Битол и така натаму, што е за поздравување. Ако целото тоа се понуди на странскиот турист како пакет аранжман, уште подобро. Кога зборуваме за излезен туризам, сега сме ние фокусирани на Европа, на Турција, каде што немате чекање заради ЕС системот и луѓето со задоволство земаат дека за 1 сат ќе стигнат на одмор на море. Така да опциите доаѓаат заради барањето на туристите и заради менувањето на ситуацијата во пракса, надвор можеби од тоа што вика теоријата. Но и нивните навики, претпоставам тоа што го кажа професорката, дека и туристите веќе сакаат поеднакво искуство отколку туристите пред 20-30 туристичката индустрија е жива материја, така што постојано се минува. Заради тоа си тие саеми каде што добиваме насоки за одредени други програми, каде што имаме адвенчер туризам или гастрономски туризам, одредени пакет аранжмани за Европа кои што претходно не функционирале внатрешно со ВОЗ или стоповер програми и така натаму. Господине Керим, го споменавте Скопје како европска престолнина, Експо, Белград 2027. Можат ли да се прелеат тие туристи кај нас
И рековте дека не сме нешто подготвени за 2 години од сега за тој прилив што би требало да го имаме од туристи, но еве Експо е тука, може ли како туристичка гранка на некој начин тие туристи мал дели да преземеме навак? Па се надеваме пред неколку дена се удри темелот на универзалната сала да се направи, значи кај што ќе биде срцето на ова целиот настан. Ќе се направат мостовите, кружниот ток што го поврзува Скопје, главниот град, што се гради веќе 3 години, се надевам дека ќе биде завршен, дека ќе ги направиме домашните задачи, ќе го исчистиме градот. Меѓутоа тука буде една друга синтеза. Јас све мислев дека проблемот е во градската управа, во градоначалниците, меѓутоа сега би направил една друга ситуација. Граѓаните се тие што ги прљаат туристичките места. Да се направи као Safe City што се направи, да се стават камери и да се стави као што е во Сингапур 500 евра отпушок како фрлиш на улица, па ќе видиме како ќе фрлаат луѓето. Не може луѓето чистат, утре дента пак е прљаво. Тоа до нашите луѓе треба култура, не смее да се фрла, значи отпадоци. Пред некој ден имаше еден наш угледен новинар од како се вика од влезот на Скопската чаршија, гробот на Гоце Делчев обвиен со ѓубре. Епа не може така, како ќе ги носиме ние гостите? Значи, да се стават камери, да се направи Safe City за туристите, за граѓаните наши, кој ќе фрли ѓубре, веднаш да се казва ригорозно, ќе види како ќе се одвикнат. Како се навикнавме да возиме сите 45-50, така ќе се навикнеме да не фрламе ѓубре. Не можеме да направиме таква една слика, како ќе ги пречекуваме луѓето со големи отпадоци. Кој да чисти, не може да дочисти. Тоа е стварно еден проблем. Значи, стварно мораме да смениме културата. Кај дојдете во кој било туристички центар, сегде од страна е фрлено, расфрлено со ѓубра. Еве, ја гледав емисијата од лани, тука во ова студио, во јули, тоа се ни цели 12 месеци од денески. Тогаш рековте, ако се уреди, например, аквадуктот, се уреди, јас дневно ќе носам по 2000 туристи. Се поместили нешто, ете, во уредување страна на државата околу аквадуктот на Скопје. Сега ќе ви кажам една анекдота. Пред неколку дена снимавме емисија за Македонија, за РТС и за Дојче Веле. И ги пратив на Калето да снима, не ги пуштија. Зашто не било искосено? И па кога ќе се искоси? Кога ќе заврши сезоната? Калето е затворено за туристи? Не, отворено е, ама не е за телевизија. Да не се гледа? Да не се гледа, значи не било искосено. Океј, да го искосиме, да го спастриме, да го направиме. Исто и на Калето, да се стави влезница, 10 евра, 15 евра, аквадуктот исто да се направи. Тоа само е убава желба, меѓутоа на дело не. А Белград го споминате, јас во Белград менаџирам хотел, знам како е. Таму се гради интензивност. Од ништо направија нешто, значи направи еден велеград, Белград на води, станува интересно и за туристите, има проблеми со протестите, меѓутоа тоа некако ќе стивне за до година, очекуваат огромен девизен прилив од туризам. Направи еден нов град фактички во Сурчин, Експо, стадион, сите тие работи се изградија и спремни се за пречек на огромен број на туристи. А ние сега мислиме дека ќе дојдат 200 луѓе, 300 луѓе. По секој најави се очекуваат меѓу 2 до 3 милиони туристи да го постават само Скопје. Како ќе ги исхендламе? Почна. Сега имаме, значи, има иницијативи од страна на Министерството за туризам, од град Скопје, се прават... Возборуваме за Скопје културен... Скопје, да, град на културата. Но дали може и од Експо, например, да се регионално да се понуди, па и него, Белград е на 500 километри, па, не е мислам дека ќе може, ќе ги пробуваме тие варијанти, меѓутоа сите тие ќе доаѓаат таму е тематски, за после на сајмите, ние ќе ја нудиме нормално Македонија. Ние Македонија продавме како балканска дестинација. 7 земји посетувате и Македонија е една од тие 7 земји. Иначе, како индивидуална Македонија не проаѓа многу добро, само со намена доаѓаат луѓе, бизнисмени или други. А кога е со балканска тура, тогаш е одлично, значи, во концепт, одиме со Албанија, со Црна Гора, со Босна и Херцеговина, Србија, Косово, фактички сега Хрватска има визи, инаку порано беше и Дубровник, тој дел го дававме и многу во пројде таа приказка. Фактички 40 до 50% сите туристи што посетуваат Македонија и Уединокеање што ги прават се све балкански туристи. Од Турција се предежно бројден највеќе туристи. Меѓутоа сега во контекст на тоа што го разговара Преска, ја би кажал дека нашата услуга и сервисот ни е на многу лошо ниво.
мораме да го дигнеме сервисот на побој ниво. Ќе го сега пред да одиме на реклами, па ќе се навратиме токму за и одливот на кадар и услугата која нуди македонскиот туристички сектор. Само сакав да ја прашам за да го затворим овој блок, професор Бошков, околу еве ги споменавме сумите колку се издвојуваат. За оваа година се предвидени 3 милиони, 2,5 милиони ќе одат за субвенции за странски туристи, промоцијата околу 500 и 600 илјади. Колку со тоа може да се развива туризмот со таква финансиска инекција од државата, но колку е потребно и самиот сектор да вложува? На прашањето дали во суштина се потребни субвенциите, да се потребни за Македонија, бидејќи самиот туризам во нашата земја, доколку ја нема поддршката од државата, туристичкиот производ ќе биде многу поскап. И поготово и во овој период цената на енергенсите, горивата, цените на храната и така натаму, на сите производи. Во моментот се одржува ситуацијата некако прифатлива за соглед на нашиот стандард кој што го имаме, нели? Но дека треба да се работи и да се направат корективни мерки, апсолутно да, треба да се направат, кои што верувам дека ќе допринесат да имаме подобрување на благосостојбата, кога самиот граѓанин го ужива тоа, верувам дека ќе тој просперитет да се одрази во делот на туристичката индустрија. Бидејќи сите овие суми кои што ги спомнавме, од Светска банка имаме препорека дека треба да имаме пренасочување. Нивните препореки се повеќе кон дигитализација, повеќе кон зелен туризам, бидејќи Европската унија бара одржливост, и сметам дека и во однос на промоцијата, рекламирањето, да, тоа е битно, но мислам дека тука имаме еден предизвик, а тоа е пристап кој што ќе овозможи искористување на вештачката интелигенција. Тоа во сите извештаи се потенцира, што значи дека секогаш може подобро, може и повеќе, и овој сектор заслужува, бидејќи сме оценети како сектор со висок потенцијал, но не доволно искористен. И од аспект на бројките на туристи што ги споменуваме еве неколку пати, мерени според регионот и според големината, со оглед на тоа дека Македонија е мала и отворена економија, ако земеме од аспект на 2019 до 2025 година, бројките се многу добри, особено 2025 година, што значи ова одразува дека ние треба многу повеќе не да се фокусираме на бројките, но да се фокусираме на подобра услуга и она што значи додадена вредност, односно да ги натераме и домашниот и странскиот турист да остане повеќе, да потроши повеќе во нашата земја. Но за тоа по вториот блок реклами и одиме во завршницата од емисијата. Продолжуваме и уште еднаш да ги представам моите гости во завршницата. Тоа се професор доктор Татјана Бошков, редовен професор на Факултетот за туризам и бизнис логистика по Универзитетот Гоце Делчев во Штип. Господја Мимоза Конеска, собственички главен менаџер на Voyager Туристик сервис, и господинот Аркан Керим, председател на Туристичко-угостителската комора при Сојузот на стопански комори на Македонија. Господине Керим, начнавте една тема и професорката и сите вие, а тоа е квалитетот на услугите кои се нуди во Македонија, но и одливот на кадари. Ја ќе се надоврзам на тоа, бидејќи без кадар и соодветен кадар нема ни добра услуга. Како стоиме на тоа и што треба да се направи? Сега, значи, ние ги имавме странски туристи, холандјаните, ги имавме пољаците. Кај се сега? Треба, значи, им плаќавме по 55-60 евра за секој турист субвенција. Они сега не ни доаѓаат со субвенции. Треба да се прашаме зашто не ни доаѓаат, кај сгрешивме, зашто е целата оваа ситуација. И јас мислам дека треба да работиме на подобрување на квалитетот на услугите. Не можете вие во Охрид да наплаќате за такси 1500 денари за 1 километар. Сега јас
Јас го сакам Охрид, јас сакам Струга, меѓутоа треба да биме реални. Луѓето нема да ти платат. Сега сакаме 250 туристи кои што нема да одат на викенди во Грција, да одат во Охрид и во Струга, меѓутоа они нема да платат 1500 денари такси за 1 километар. Треба, значи, да внимаваме како ќе се развиваме, што ќе правиме. Треба да внимаваме да правиме убав сервис, убава услуга, убави цени, да не се да не грешиме. Треба малку самокритички да се прашаме каде направивме грешка, зашто не доаѓаат овие туристи. Сведоци сме, значи, дека со толкава голема субвенција они не доаѓаат во Македонија. Значи, има некој проблем. Проблемот е кај нас. Треба да се прашаме кај сме сгрешиле. Ако сме сгрешиле во сервисот, да го подобриме сервисот. Персонал нема. Да, нема персонал. Ни ги зимаат хрватите. Одат во Хрватска, работат, зимаат плата. Не дека зимаат поголема плата од Македонија. Работат 20 часа скоро, 70-80 дена без ни еден ден одмор. Значи, но зошто не останува тука, како да ги задржиме? Тоа е целата работа. Значи, зашто правиме грешки во чекори? Зашто не можеме туристи кои што доаѓаат да ни донесат плюс нови туристи? 15 години правиме еден автопат од Скопје за Охрид, главната туристичка артерија. Тој е у Гинисова книга на рекорди ќе влезе, луѓето се качија на месечина, не можеме патот да го направиме. Како сега да ги носиш ти од Скопје во Охрид туристи или од Охрид за Скопје? Пак еве се направи, новата влада го работи, направи на 3-40 километри, ама меѓутоа пак има проблеми во тој пат. Мораме да се самокритички, да се осврнеме, да направиме сите, значи и коморите, и туристички субјекти, и градоначалниците, и Министерството за туризам, и владата. Каде грешиме, зашто направивме грешка да ги изгубиме овие туристи? Ние место да ги имаме овие туристи што доаѓаат, им даваш ти субвенции од толкави пари, не ти доаѓаат пак, значи има некој проблем кај нас. Значи ние нема ни податок дали тие што веќе еднаш дошле повтор пат. Господи Конеска, еве господинот Кири ме начна темата, но како да се задржат професионалците тука? Верувам дека и во вашиот сектор, ако сте насочени повеќе кон културите надвор, немате проблем сигурно со квалитетниот кадар во агенциите и зошто луѓето знаеме дека бегаат поради или си одат поради други услови, но како да се задржат и каде вие гледате излезот од оваа ситуација? Кадар апсолутно недостасува. Мислам дека сега заради целата ситуација на оваа огромна економска криза што првично ќе кулминира во Европа, ние веќе сме научени да функционираме во кризен период. Можеби сега можеме да искористиме за дел од тие луѓе останат и сработат тоа што треба да се сработи тука. Ако гледаме од друга страна на излезниот туризам, ќе почнеме од таа страна, 599 евра има пакет за Турција, all inclusive, каде што сервисот е врвен, храната е феноменална и нормално дека еден патник ќе одбере сервис, услуга и цена, апропо друга понуда и цена од друга страна. Така да во целата оваа понуда мораме да ја гледаме цената, сервисот и услугата што се нуди. Во смисол на кадри помага од една страна дигитализацијата. Тоа што професорката кажа. Многу, еве, сигурно и тие се соочуваат со тоа, многу студенти по завршувањето ја бараат опцијата за работа надвор. Ние во нашиот сектор има многу можност за пракса во сите делови, да речеме, од хотели до ресторани. Образованието треба да биде поприсутно во туристичкиот сектор. Значи треба тоа сакав да прашам професор Бушков, како вашиот факултет за туризам и логистика се прилагодува на недостигот на квалификуван кадар во туристичкиот сектор? Николку години наназад зборуваме за тоа дека наш квалитетен кадар се одлева. Она што еве имав можност да го увидам па и во мандат кога бев декан, имавме и се уште имаме многу одлични приказни за тоа како нашите студенти за време на летните периоди одат на пракса, меѓутоа и во време на еден цел семестар тие имаат практична настава, професионални пракси кои што ги реализираат во рамките на нашата земја. Значи тука како функционира тоа, имаат ментор од факултетот и исто така ментор од институцијата каде што одат на пракса. Праксата каде ќе се одвива зависи од студиската програма, така на пример во делот што е за
односно студиските програми кои што ни се туризам и угостителство и хотелско-ресторански менеджмент, де факто тие ги реализираат во туристичката индустрија. Сега она што е за пофалба кај студентите е дека сакаат многу порано да заработуваат. Мислам дека имаме Можете некоја... ли да со таа бројка да се пополни недостигот кој го имаат туристичкиот сектор? Доволна ли е таа бројка што на студенти кај вас и по другите значи факултети и школи за туризам да ја пополни недостигот од луѓе? Верувам дека е доволно, со оглед на бројките кои што ги запишуваме и кадрите кои што произлегуваат, бидејќи ако тоа се успешни приказни надвор од Македонија, значи зборувам како дестинација од типот на Дубај, Америка и така натаму, верувам дека Малта, значи тоа се лични примери кои што и до ден денеска ги користиме како успешни приказни за квалитетот на нашето образование. Меѓутоа, она што ни недостасува е поголема кохезија и вмрежување помеѓу бизнис секторот, владата и образованието, да можеме да се слушаме многу повеќе за нашите потреби, бидејќи де факто ние имаме криза во хотелиерството или во туристичката индустрија, криза од аспект на гостопримството. Значи, вие може да имате најмодерен објект, хотел и така натаму, меѓутоа, како што спомна господјата Конеска, мора да имате квалитетна услуга, бидејќи секој пат туристот мери ја мери вредноста кога веќе треба да ги дава своите пари. Оно што сметам еве што го прави Хрватска, дури кај нив има преквалификација на кадри, државата субвенционира тренинг центри и за формално и за неформалното образование, се со цел да се закочи приливот на работна сила од Азија и да се ги задржат своите кадри. Така да верувам дека тоа е нешто на кое што треба многу повеќе да функционираме и нашите студенти многу полесно да се наоѓаат на пазарот на труд, да се ангажира таа млада работна сила. Мислам дека доаѓа тука првото разочарување. Времето за емисијата не истече, но сепак сакам да завршам со побуквално 2 збора. Малку е тешко прашањето, но се надевам со по 2 збора ќе ми одговорите. Како ќе дефинирате македонскиот туристички бренд за 2026 година? Повелете, навистина кратко истечено ни е времето. Македонија не може да, ако одиме по концептот на масовен туризам, не. Меѓутоа не мора да и не треба да гради глобален бренд, меѓутоа една локална туристичка ренесанса и тоа како може да гради, да бидеме атрактивни и поединечно, меѓутоа и вмрежени, уште посилни, а тоа ќе се види и се гледа на сметката на девизните приливи. Македонски туристички бренд 2026. Во 2 збора. Имаме одличен потенцијал, добри индивидуи, многу професионалци, само треба да го продадеме. Македонија е феноменална дестинација. Имаме феноменална гастрономија, имаме преубава држава, меѓутоа ние не сме свесни колку убава држава имаме. Кога ќе дојдат странците, они ни кажуваат и ние сваќаме дека имаме најубава држава. И мора да бидеме оптимисти, мора да бидеме позитивни дека ќе имаме преубава, успешна сезона 2026, Македонија ќе постат, се надевам, 1,5 милиони туристи оваа година и до година ќе збориме за убави работи. Значи македонскиот туристички бренд би бил запознаете со сопствената држава за да ни кажуваат странците колку е убава. Ви благодарам на гостувањето и на дебатата. Остана уште многу теми отворени. Се надевам ќе имаме повторно ваква емисија. Вам ви благодарам на вниманието, почитувани гледачи. Останете со програмата на Телма.